Добро вечер во едно невообичаено издание на емисијата Заспи ако можеш. Вечерва заедно со колегата Драган Милосавлjević ќе носиме маски со оглед на тоа што во студиото имаме двајца луѓе, двајца гости. Еве веднаш научарите ми се замагли од маската, меѓутоа тоа се протоколите кои што ќе мораме и сакаме да ги почитуваме во интерес на здравјето. Веднаш ако може да ги представам, мојата лева страна Катерина Златановска Попова. Најдобро ќе биде сама да кажете што точно работите. Јас се обидував да објаснам и тоа за да нашите гледачи појасно сватат зошто сте вечер овде. Ќе ве замолам сами да кажете што работите. Да, прилично необична е мојата професија, инаку сум тренер обучувач на возрастни и воедно сум кариерен советник, односно советник за развој на кариера. Да, причината зошто сте вечер овде, заедно со доктор Драги Змијанац, основач и директор на првата детска амбасада Меѓаши, е утрешниот голем историски ден, кога за жал може да не се случи почеток на крахот на македонското образование. Малку најава, вака сурова, меѓутоа Змијанац, добро дојдовте. Благодарам за најавата, само не сум доктор и рековме ни потреба ни магистар да ме најавите, ама можеби во однос на проблемот кој ќе го работиме, сите ние треба да положиме голем испит утре. Успит кој треба заедно со родителите и учениците да направиме обид да биде функционален образовниот систем, хуман, праведен и одговорен. А дали ќе се случи тоа, ќе видиме. Имаме многу што да разговараме и дебатираме во оваа емисија, со кои се проблеми ќе се соочиме. Сакаме да бидеме дел од решавањето на проблемот. Многу сме помогнале во овој, би рекол, период после започнување на пандемијата од страна на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Не се амнестираме од одговорност, но ќе бараме секогаш одговорност ако не функционира системот. Да, кога се работи за правата на децата во Македонија, за многумина, па и за мене, вие сте доктор, ја да се извадам некако за грешката што ја направив на почетокот. Да направи уште една грешка, мора да ти признам, за маските не си во право. Откако претходниот гостин од вчера рече дека е најубав во студиото, ние одлучивме да се зацкриеме. Да. Тоа е друга тема. Вака, јас би почнал леве од најосновното. Значи, утре почнува учебната година. Во 6 училишта почнува стандард, другите одат онлайн. Министерката Царовска, Министерката за образование, значи денеска даде изјава дека не гледа причина зошто да немаме успешна учебна година. За да основаме еден месец, со почетокот на учебната година, лаптопи, односно компјутери, особено онакви со висока резолуција, немаат огромен број од децата. Сега се зборува нели за обидот да се држат предавања и преку телевизија, преку националниот сервис. Секакви варијанти спомнуваат, меѓутоа учебната година почнува на најневралгичен начин, би рекол. Ние не знаеме што ќе се случува, освен што министерката вели нема причина да не биде успешно. Драган, може ли да почнеме од тебе? Ти имаш две деца дома. Да, па може ли практично да почнеме? Како ти ќе се соочиш со утрешниот ден? Да, добро прашање. Боцинот прво одделение прашува зошто не сум купил уште торба, јас му велам не ти треба. Да, навистина е тоа компликувано. Еве, јас имам две деца, едно е од прво одделение, едното е пето. Во исто време треба да одат во училиште, односно треба да следат онлайн, бидејќи сега за сега ги запишавме така. Имаме еден компјутер дома и навистина платформата не функционира. Денеска се обидува на Microsoft Teams да платформата да ја вклучат, откако се испостави дека онаа што ја подготвува во последниот период всушност не може да функционира. Можеме ли на почетокот од нашите двајца гости да побараме совет? Вие не сте психолози, меѓутоа сепак ова е голем стрес за родителите пред се, за децата исто така. Што да им порачаме на родителите утре кога ќе видат дека всушност системот не функционира, дека платформата не функционира? Ние се фокусираме само на платформата за тие што имаат можност и услови за онлайн, односно далеченско учење. Но има многу исклучени деца од воспитно-образовниот процес кои ја немаат таа можност. Јас би се фокусирал повеќе на социјално-образовната дискриминација која ќе се случи, каде што ќе имаме исклучување на деца од тие погодности што ќе ги имаат еден дел од децата, да во услови просторни, домашни, со брз интернет, со перформанси на лаптопи, компјутери кои може да одговорат на потребата да таа платформа биде во функција, ќе ги дискриминираме останатите деца кои ќе ги немаат тие услови, без разлика што Министерството за образование нуди можност
со доставување на учебни помагала, со гледање на телевизија на македонската телевизија и така натаму, нема кој да биде присутен додека детето е дома и кој да води грижа за него, и дури се принудуваат да децата и физички одат во училиште и дополнително, посебно во периодот што следува со зголемување на вирулентноста и изгагадување на воздухот, ги изложуваме таа ранлива категорија на социјално обесправени деца и образовно обесправени деца да бидат потенцијални жртви на преносување на Овде всушност COVID-19. прашањето е кој е повеќе дискриминиран? Тие што ќе седат дома или тие што ќе мора да одат на училиште и да ризикуваат вака така? Или целосно ќе бидат исклучени од образовниот Образовниот систем, процес, затоа што некој им вели дека ќе гледаат на телевизија 15 минути емисија која ќе биде некаков час по математика. При што нема никаков фидбек. Добре, јас би го поставил малку поинаку прашањето. Ние зборуваме за деца кои што по природата на нештата и инаку се дискриминирани, со самиот факт дека немаат средства нивните родители. Значи, ние сега практично зборуваме за дополнителна дискриминација на тие деца. Како во онаа фотографија што кружи последно време на социјалните мрежи, ако сте ја виделе, детенце седи дома убаво на компјутер, а друго дете му гледа низ прозори и плаче. Вака не е во ред, ние сакавме со тој мотив да почнеме. Ама во ред. Ми се допаѓа затоа што сте забележале. Апсолутно. Токму таа е слика со Значи, 1000 зборови. Дупла дискриминација се случува. Тие деца што и онака се осакатени практично од природата на околностите, сега имаат дополнителен проблем, би требало да се сноѓаат како знаат и умеат да доаѓаат во училиште во ситуација кога тоа кој знае како ќе изгледа. Да. Јас исто така, еве како родител, јас сум мајка на две момчиња, ја чувствувам загриженоста кај родителите, кај наставниците. Значи, наставниците трпат исто така огромен притисок, стрес, нервоза. Воедно тие наставници се во голем дел и родители. Значи, мораат и себе си да се поделат. Во еден момент да бидат во улога на наставник, а потоа во еден момент да си го организираат процесот на образование на своите деца. Значи, тука е огромен стрес и притисок и дополнително уште една категорија за која што многу малку се зборува, а тоа е, и морам да го кажам од името на сите мои пријателки кои имаат деца со посебни потреби, кои комплетно пак во сите овие можни комбинации се исклучени од можноста да имаат некакво образование. Тоа е веројатно и тотално нов проблем. Тоа со практично. децата со посебни потреби или со инвалидитет или со хендикеп. Јас можам да кажам дека деца со исти потреби со различни можности. Мислам да таа формулација доаѓа затоа што тие имаат, како и сите други деца сакаат да учат, но можностите им се ограничени и невозможно е да на тој начин како што се планира далечинското учење, да биде за нив функционално, инклузивно и образовно развојно. Значи, тука имаме многу проблеми со кои ќе се соочат таа категорија на деца и родители и верувам дека отпорот ќе биде голем. И морам да ви кажам, имаше доволно време Министерството за образование и наука, Бирото за развој за образованието да се подготви за учебната година. Вие знаете дека ние имавме едно истражување. Ние соработуваме директно со професорите и имаме преку нашата СОС линија и комуникација со децата и родителите. Немаме конзистентен однос на министрите кои доаѓаат да го водат овој ресор во однос на подготвителниот период за да биде учебната година наместо на 1 октомври да се стартува на време, значи имаше доволен период. Јас сум учествувал на неколку дебати каде што кажав дека немаме унифициран модел за старт на учебната година, треба да ја следиме епидемиолошката состојба, треба да бидеме во контакт со Комисијата за заразни болести, од случај до случај, од училиште до училиште, од село до село, од град до град, да се применуваат различни концепции. Таму каде што немам ниту еден заболен, треба децата да си одат нормално со физичко присуство или комбинирано. Требаше стартот на учебната година да биде од 1 септември, посебно временските услови толку беа поволни да имаме училиште со големи дворови каде што можевме да обезбедиме барем почетокот на учебната година да се запознат децата меѓу себе на една дистанца како што ние сме сега од на растојание од 2 метри за да може да си ги видат своите другарчиња, својот наставник и така натаму. А кога ќе дојде зима, секако мислам дека онлайн наставата, односно учењето од далечина, нема избор и тука немаме ни ние дилеми дека тој тип на настава треба да се спроведе. Но вие ако цело време децата ги ставите само во можност на далечинско учење
без при тоа да има некој кој ќе биде со децата во присуство, сметете дека ќе има проблем и за наставникот, и за детето, и за родителот. Свидам, господин Змијанац, има една работа што мора да се каже. Децата кои што мора да одат на училиште, Да. без разлика дали сега во октомври или во декември, тие повторно ќе мора да бидат таму. Зборуваме за оние што нема да имаат услови. Вие велите нема избор, ќе дојде декември, ќе биде загаден воздухот, ќе биде има катастрофа. Има избор. Значи треба се обезбедат помагала на таа ранлива категорија на деца. Ние спроведуваме една акција со маси. Ние веќе се мобилизираме како бараме невладен да сектор. бараме да сектор- помогнеме да обезбедиме основни елементарни помагала на Секоја част. учениците Бево. за да можат да имаат перформанси такви дома и интернет. Дури еве државата и така нуди ваучери, нека даде за секој стар компјутер што ќе даде некоја IT компанија еден символичен ваучер, да кажеме од 1000 до 1500 денари, за да може да се реинсталира, да се ја очисти тој стар компјутер, за да може децата да имаат можност да стартуваат со така нареченото далечинско учење, за да не бидат да не бидат зад чекор за тие кои ги имаат условите тука дома да учат Морам да квалитетно. интервенирам уште еднаш. Господин Змијанац, секоја чест за вашата невладена организација, воопшто за сите невладени организации, знам, еве, ние имавме еден прилог и во Охрид, еден човек, Да, господинот го гледав сам вчера. за себе, Да. дал пари, не знам, 25 компјутери, 50 компјутери, меѓутоа невладените организации и при најголема желба веројатно може да помогнат на колку, на 3-5%. Мора државата како системот. Поголема е улогата наша отколку ова е само символичен гест да го поттикнеме Па тоа ви социјално кажам, одговорните меѓутоа, компании, системот мора да го државата направи да го тоа, реши државата. проблемот. Значи, вака, во однос на степенување на одговорност ние не можеме да ја превземеме одговорноста што има именно, министерството. ниту па имате средства. Ама можеме да бидеме дел од процесот на решавањето, да понудиме решенија, да бидеме партнери во решавањето. Поддршка, Затоа што за нас волонтерство. е најбитно образованието да биде бесплатно, бидејќи задолжително. Значи не можете вие за родители што Змејанов, може да одамна платат. не е бесплатно образование. Па заки ви го кажам, затоа го нагласив бесплатно. За родители што може да платат супер соничен ќе кажем, супер модерен лаптоп со сите услови, комодитет, затоа таа фотографија, може од 15%. вие што ја кажавте, јас сакав исто да ја споделам и таа илустрација која навистина кажува Да, многу. да, И поразителна тоа е. детенце таму, маргинализирано, социјално обесправено, образовно обесправено, доаѓа да препишува што другарчето негово Учи може на- и учи Но јас со сум убеден дека квалитетна, во- така наречено далечинско, квалитетно далечинско учење. Јас сум убеден дека во Македонија тие маргинализирани дечиња не се малку, не се се тие малку. незанемарлив број, па ајде невладината организација ќе собере за 100 компјутери ќе реши. Ние зборуваме за можеби илјадници деца. Тановска Попова, вие, речи Змијанац, соработувате со бизнис секторот со Да. цел да се помогне, нели? Да. Каков е оддекот на бизнис секторот и колку може тој да ја пополни оваа дупка од, според моите информации, најмалку 40.000 деца ќе останат целосно отфрлени од системот, образовниот систем, поради тоа што нема да имаат компјутер. Може би имаат интернет, меѓутоа немаат соодветен компјутер. Конфигурациите на компјутерите, што е посебна тема, е исклучително висока. Јас имам дома 2 лаптопа, ниеден не ги исполнува. Ако имам дете за образование, не можам да следи настава. Каков е интересот? Колку ќе се покри дупката овде? Благодарам за прашањето. Јас би се фокусирала на тоа дека целиот овој проблем е навистина многу комплексен. Без разлика што има впечаток дека институциите и надлежните се обидуваат да го минимализираат или да го ублажат. Јас би рекла дека навистина сме во ситуација каде што треба да бидеме силно загрижени и не треба да се навраќаме како во минатото 15 години воопшто не се инвестирало во дигитализацијата. Мислам дека секогаш повикувајќи се на минатото, не си даваме можност да ги отвориме опциите за тоа каде треба да стигнеме. Значи, што било во минатото не можеме да смениме. Првата лекција која јас како тренер ја работам. Што можеме сега да направиме? Прво, не се само децата и не се само тие неколку 40.000 кои ги анкетираше Министерството, значи се формално пријавени како загрозени групи. Ние ги имаме училиштата. Училиштата не ни се подготвени за онлайн настава. Училиштата подеднакво имаат потреба за опрема. Училиштата подеднакво имаат потреба за квалитетна опрема и интернет вклучително, за да може да ја вршат наставата континуирано. Значи имаме од една страна училиште кој треба да испорача и имаме од една страна примател, односно децата, семејствата. Двете страни не се подготвени. Училиштата немаат стабилен интернет.
системот и платформата нема да функционира во првиот момент кога ќе немаме интернет. На страна што и оперативниот систем Linux, кој што беше воведен во училиштата, е различен од Microsoft, кој што сега се наметнува. Дополнително, ние треба да дадеме системска поддршка во едукација и на наставничкиот кадар, без разлика која платформа ќе се користи, независно која ќе ја избереме, дали ќе се вика национална или некаква признаена светска. Обуката мора да следува подеднакво. Министерката кажа дека завршила веќе 3 обуката. дена. Во 3 дена не се прави обука на никого. Јас сум тренер и обучувач многу години и знам дека обуката се прави низ пракса со континуитет и да, обуката ќе следи во процесот на работа, но како ќе ја работам мојата работа, кога јас немам услови да ја работам работата. Ако треба да ги користам сите мои екстра ресурси за да можам да ја спроведам мојата работна обврска. И дополнително, сакам да нагласам дека требаше да се остави простор и период за обука и на децата и на родителите. Вчера се најдов во ситуација каде што мајки, бидејќи беше најавен пробен час во 10 часот, мајки велат, еве јас пробувам да се логирам, не можам и пробувам и не можам и пробувам и не можам, и тоа поминува време. После еден час Нервозата мајката расте, стресот расте. И после еден час мајката вика, извинете, се исклучувам и одам на работа. Каква е таа продуктивност и од страна на работодавачите, што да очекуваат од тие вработени ако во текот на целиот ден треба да даваат инструкции на собствените деца како да се логираат на системот или како треба да следат онлайн настава. Сето тоа требаше да биде убаво распоредено со добро планирање и со канализирано едно по едно, чекор по чекор. Не може да се прескокнуваат чекорите и не може да правиме одеднашка напад на со сите оружја. Да. Во однос на бизнис секторот, да одговорам на прашањето, бизнис секторот секогаш бил подготвен да даде поддршка и да се вклучи. Не е тешко да го мотивираме и обичниот граѓанин и бизнис секторот, ама повторно ќе се навратиме на заклучокот кој мислам дека го споделуваме сите заедно. Институциите треба да го носат главниот збор и да ја носат главната одговорност. Ние можеме да правиме некаков импакт, да ќе се најдат социјално одговорни компании кои можат да донираат и ќе го направат тоа, ќе го сторат тоа, но не го решаваат проблемот. Тие социјално одговорни компании, кога им се обративме, знаете што ни одговорија? Имавме порано такви ситуации во кои што тие сиромашни семејства ги продаваа лаптопите, односно ја продаваа опремата за да обезбедат намирници за преживување. Екзистенција, да. Само да полнам, имаше добра поента, Катерина, ми се допадна. Наставниците ако веќе мора да изведуваат наставата во училиштата. Земете хипотетички Сега, 25 наставници, само да кажеме хипотетички бројка. земете се закача сите на еден рутер. Прашање е кој интернет брзина имаат рутерот. Јас, например, би апелирал, ако веќе паѓа системот, немат можност да бидат толку продуктивни, брзи во однос на корисниците, тоа се учениците кои веројатно дома имаат многу подобри услови, тие што ќе имаат, за мала бројка зборувам. Не е лошо министерството да им даде, да им подари по еден пакет од 20 гига, па да можат хотспот да користат од својот мобилен, да не зависат од училишниот рутер, да можат да бидат брзи, навремени, за да не го кочат процесот во далечинското учење. Тоа е фер кон наставниците. Тие исти наставници, ние имавме процес, исто така Катерина знае, на обука за совладување на вештините за далечинско учење, уште кога не излегоа овие платформи и можности за обучување на воспитно-образовниот кадар. И тука дадовме лична контрибуција, исто така дадовме како граѓанска организација контрибуција во детската клиника, кога први излеговме со скафандери, со маски и други помагала да може да ги заштитиме педиатрите и лекарите за да може да се справат со ковидот во нивната институција. Заедно дома ја отворивме платформата каде што на креативен начин баравме да децата и родителите го посветуваат времето, но не сме задоволни од стартот на учебната година и мислам дека има многу пропусти направено. Нема да критикуваме премногу, само сакам да ви кажам, кога веќе критикуваме, ако за нешто критикуваме, сакаме тоа да биде аргументирано и од наша страна сработено, за да бидеме дел од процесот како што нагласи во решавање на проблемот. Како ќе обезбедиме 40.000 помагала, лаптопи, компјутери. За семејствата. А тука се плюс и образовните институции. Тука имаме работа и со Министерството за труд и социјална политика, многу добро ги знаа состојбите од МТСП, имаме
активност и од МОН. Значи тие здружени треба точно јасно да направат стратегија како ќе ги помогнат овие ранливи категории на деца. Не можеме на 1 октомври да градиме стратегија. Не, ама ако не градиме стратегија, треба да имат план. Ајде да бидеме Ако немаат искрени. план, еве ние ќе влеземе сега, ќе влетаме, ќе дадеме личен пример. Меѓутоа, убаво кажавте, констатиравте, ние можеме да помогнеме со еден број, не знам колкав број ќе успееме да ги убедиме IT компаниите да дадат, да расходуваат стари компјутери каде што ќе ги подарат директно на целната група, значи директно на рака би рекол, на секој корисник за да знаат дека навистина тоа дете ќе го користи тој лаптоп или компјутер и во тој случај имаме можност навистина да не ја направиме целосна образовно-социјалната дискриминација толку видлива. Иако таа ќе постои, Иако е таа неминовна. И Но ајде таа да бидеме- неминовна, ајде затоа да што бидеме немаме искрени до добра крај. план. Ајде да бидеме искрени до крај. И господјата Попова рече дека е потребно во секој училиште и така натаму. Верувам дека знаете, надвор од центарот на Скопје околностите не се баш совршени. Ние сме правеле Иако и во прилози за Скопје тоа. се далеко од совршени, ама еве, Намерно рекол во центарот на Скопје, да не се препознае некој. Значи, ние имаме села во околината на Скопје во кое што училиштата имаат полски тоалет. Ние зборуваме овдека за брзи рутери, за компјутери. Ние имаме овдека во оваа држава постојат во Македонија, се извинувам, училишта кои што не се скречени, кои што немаат столчиња. Ние зборуваме за брзи рутери и за лаптопи. Мислам дека е ова Се обидувам да не бидам премногу критичен, но имаме детска сиромаштија, неписмени деца кои се жртви на злоупотреба на детскиот труд. Тие ќе бидат првите жртви на овој транзицијски период од класична во така наречено далечинско учење. Ако не им помогнеме на овие ранливи категории на деца, ние ќе бидеме соучесници затоа што државата нема капацитет тоа да го реши. Ние како граѓански активисти не сакаме да премолчуваме и сакаме да помогнеме. Да. Особено што има и несовесни родители. За, За жал има. Така е. Се прашањето е тука дали државата навистина не сака или не може да го реши проблемот. Имаме деноиве, вчера излезе јавното винителство поделило 4,5 милиони евра. Имаме проекти за уривање на Триумфалната порта кои што ќе чинат неколку милиони евра. Уривање на градоначалникот на Скопје највише лего ќе се уриваат галиите и уште неколку други објекти. Десетина милиони евра најмалку за уривање на објекти, тоа сега во овој момент кога 40.000 ученици најмалку, објективно си 60.000 и уште 20.000 наставници немаат лаптопови, а немаат ни рутери и интернет. Не сакам да зборувам или се говориме со Драган, нема да критикуваме нева дневна политика, овде се работи за национален проблем од историско значење. Ако децата не останат неписмени оваа година, ако пропуштат, тоа ќе го видиме за десетина години, Ќе ќе го го види забележиме. бизнисот. Ќе го види бизнисот. Да, Тоа сакам да пред го се, нагласам, да. дека всушност мојата улога како кариерен советник всушност е да ги насочиме децата да ги направат вистинските избори во корелација со потребата на бизнисот. Значи нашата улога е всушност да му помогнеме на бизнисот да ги добие идните квалитетни кадри кои треба да му помогнат да расте. И благодарам многу Горан што го спомена сето ова како факт, затоа што моја лична констатација, а мислам дека и во медијаши се согласуваат, дека нашиот систем во овој момент не е поставен и прилагоден за потребите на децата. Да бидеме искрени, да бидеме фер, дека овој систем ваков како што е, не е наместен, не е сетиран за потребите на децата. И од тука треба да почнеме. А второто нешто што навистина многу ме заболи, како човек, како активист, како професионалец, е изјавата на министерката за труд и социјална политика, која вчера не посоветува дека треба да си го искористиме викендот без ДДВ. Ова е втор пат на таа иста министерка да дава таква несоодветна. Шахпаска, не секат шахпаска. Да, несоодветна изјава. Првата беше за враќањето на мајките на порано од породилно. Само едно нешто сакам многу директно да го посочам, а тоа е дека со ароганција и со надменост, особено од институциите како што се Министерството за труд и социјала, како што се МОН, ние нема да постигнеме никакви промени, нема да постигнеме никакви суштински институцијални измени кои ни се нужно потребни. Ковидот нас не части. Јас сум пресрекна што ни се случи затоа што ова е феноменален момент да си ги согледаме маните и да се мобилизираме како општество да почнеме да правиме корекции. Ова ни е клучниот шамар кој што си го добивме. Копчето знаете како? Ви правам switch off, ве исклучувам и кога ќе ве вклучам, еве ви шанса да стартувате на ново. И ние ја губиме во овој момент
почнуваме да ја губиме шансата зашто си се враќаме во стариот круг, во старата елипса, во старите планови, во стариот начин на функционирање, лепи залепи, покри скри, зашлакај, уште па и надмени тепих, изјави турниво. во кои што јас се поставувам со совети и декларативни изјави, еве ви можност, ќе имате 10% попуст. Имам родители, мајки, пријателки кои се самохрани, имаат една плата во семејството. Нив не ги прашува никој како ја обезбедуваат таа плата и како ги Дали може, плаќаат сите Катерина, да се сметки. обезбедат ефтини лаптопи за да ги добиеш те 5% ДДВ? Има можност да се купи на пазарот? Едно е што има недостаток на пазарот, а второ е, јас мислам дека со компаниите директно можеме и подобри услови да За договориме. компаниите веќе сме Да. у процес на преговор. Зборам како граѓанин додиш да купиш Тоа е многу тешко во последниот период. Значи- Реално многу е тешко да се најде компјутер до компјутер 20.000 по денари. 20.000 дена. И тоа откако беше така. објавена конфигурацијата, Точно што е така. многу Што индикативно. само по себе покажува дека и компаниите кај нас не се доволно. Еве да не Да не го навредам расипеме некого. сега овој договор што се одвиза со компаниите, да не го расипеме. Инаку, Да. патем да споменам дека ние ги поддржавме мајките за тоа предвремено враќање од породилно и се согласувам дека двете министерки многу експлозивно би рекол настапуваат и се обидуваат да го решат проблемот, но тоа е мач со две острици затоа што не можеш наталожени проблеми со предходните ресори кои ги воделе министрите, ти одеднаш да го избалансираш, да го трансформираш и да го насочиш да биде функционален и во социјална и образовна смисла. Само да не заборавам да кажем, кога ние го спроведовме истражувањето, анкетата во јули, повеќето граѓани беа за комбинирана настава, со тоа што на сите им беше услов под број 1 да нема ново заразени од COVID-19. Но она што е индикативно е за онлайн настави беа повеќе кои работат во државна администрација, а приватниот сектор и невработените беа за физичко присуство. И не замисли малце тоа што сака анкетниот граѓанин да посочи е тоа дека тие што се невработени, ако навидом изгледа дека се дома и дека ќе бидат со детето, тие напротив Бараат на црниот работа. пазар бараат работа, треба да преживеат, се на работна екзистенција, а приватниот сектор пак нема толкава можност да ги пушти. Нели до 10 години беа родителите, претежно мајките дома, и тоа беа погодности кои не можеше приватниот сектор да го овозможи на своите вработени, за разлика од државната администрација. Многу ми се допадна, морам да забележам само еден пешто, вие сте тренер, рековте така. Да. И веднаш се почувствува тоа дека вие веднаш ги гледате, ги барате шансите, тоа е толку стандардно. Велите да почнеме од почеток. Да. За министерките имаме разговор, верувам дека имаме. Горан вели да не критикувам, јас велам сепак треба да се каже тоа што е реално. Меѓутоа сакав да пластично да го објаснам проблемот што кажувате, бидејќи можеби дел од граѓаните не го разбираат. Значи кога министерката вели имате ден без ДДВ и купете си компјутер, тоа значи дека на вашиот компјутер од 30.000 денари, ако го најдете воопшто, вие ќе добиете 5%. минус 5%. Човек што има просечна плата во Македонија од 12.000 денари, 14.000 денари, треба да вложи две плати за да купите компјутер. Или да земе кредит. Или да земе кредит. Значи тоа викендот без ДДВ буквално не му значи многу. Тоа му значи на некој од сиромашните средната класа. посиромашни, обесправените пообесправени. Тоа е социјалната политика на тие. Зашто нема ваучери за бенефиција за таков тип на Да, во новите мерки, например, новите кои мерки, подготвија. Можеби не е доволно конјунктурна во моментов. Дали може Нема избори наскоро. Нема избори. Е така. Сега Горан почна пластично да го објаснува тоа. Морам да кажам уште нешто за министерката Царовска. Сега префрлуваме на министрите, ако дозволи Горан. Значи министерката Царовска вчера рече дека за жал имале многу малку време да се подготват. Ковидот е во оваа земја со месеци и месеци. Ние уште на кога пропадна минатата школска година, знаевме дека и новата ќе се одвива во невообичаени услови и дека секако ќе биде потребна стравично добро опремена, подготвена стратегија за да направиме нешто. Кој е тоа малку време? Германија повеќе ли време имаше? Бугарија повеќе ли време Може имаше? само да додам дека јас лично очекував дека учебната година нема да почне на 1 октомври, туку ќе почне на 1 август, за да се добие време тоа што збореше измијанат, да може до крајот на октомври, до средината на октомври луѓето временски да се Но надвор да Зошто седат. министерката вели имавме премалку време?
Драган, мислам Па, дека треба да ја извини. Ајде, да, само Мислам дека треба Кате Да, имаш збор, да. само да подсетам, изборите беа прашање исто така, да не забораваме. Да. Јас би рекла, мислам дека треба да ја прашате лично министерката, но како јас го читам Ни тоа. сакали ние, меѓутоа за жал Не доаѓаат. Ја вака лично, како граѓанин, го читам, јас имав премалку време. Министерката е начело на министерството. Многу добра забелешка. Без малку 20 дена, Но месец нивниот дена. коалиционен партнер го држи тоа министерство со години назад. Истата влада е во прашање. Тоа веќе за жал ќе го адресирам до претходниот министер кој во мај месец, кога беше впрочем екот на кампањата, стоеше на телевизиските екрани, не гледаше во очи преку телевизорот и не убедуваше дека се подготвени целосно од септември да стартуваат со учебната година. меѓутоа И јас ова- знаев дека ме лаже. Меѓутоа, Јас ова е лично оправдување знаев на дека ме новата лаже. министерка. Значи, предходниот рекол, сега министерката може ладно да рече, имавме премалку време, предходниот министер не се подготвил, прашате ги коалициониот партнер. 15 години не сме се подготвени. Еве вака, ако треба да се навраќаме наназад, и тоа е дел од изјавата. Но пак ќе кажам, тоа не е во ред да го адресираме сега. Ние не можеме ништо да смениме од нешто што поминало и што веќе е завршена приказна. Што можеме да направиме сега? Што правиме ние сега? Ќе се организира секое кафуле, секоја фамилија, секој човек, секоја невладина, пошто има веќе 4-5 во оптек повици за донирање на компјутери, или ќе се обидеме како систем, како држава, како институции да се здружиме, да направиме нешто што ќе биде вистински исчекор кон менување структурно на образованието. Кога државата не може да се справи со проблемот, тогаш го повикува граѓанството, граѓанскиот сектор, компаниите да помогнат. Значи, отсуствува, пак ќе кажем, отсуствува еден концепт на јасно дефинирани права и обврски што ги има МОН и на кој треба да одговори. Ако е бесплатно образованието, децата и семејствата од ранливи категории не смееме да ги дополнително оптовариме со буџетот и кој така е, како што и самите кажавте, тенок со 12.500 денари, тој ќе треба да одвои 2,5 плати за да купи солиден лаптоп И компјутер. пак морам да повторам, училиштето одамна не е бесплатно. Можеби номинално е, меѓутоа реалноста е кој ќе му текне на човек колку пари треба да даде за се живо. Јас што го се нагласувам бара. намерно неколку пати бесплатно. Меѓутоа еве да се префрлиме во иднината Цинично. ако дозволите. Па, Имаме најави за потсетувачки. бојкот. Имаме најави за бојкот, особено од средношколците, од оние што не сакаат онлайн настави, значи велат ќе штрajkуваме. Денеска министерката Царовска дава изјава, не е време за исполнување желби на тие што нешто бараат. Не е време за исполнување желби. на хирови. И хирови. Прво, основно, морам да ви кажем, иако имавме отпор... Апропо ароганцијата што ја Да. спомнавте. Да. Тоа лично мене најмногу ми смета, вака како граѓанин, како Искрено, јас сум многу интересна ми е Катерина, што е толку критична, посебно кон министерките. И среќа што е женско, па... Да, и секој нас ке не помине- обвинија Затоа веднаш не за... сме ние критични. Ние Веднаш сме ќе само не обвинија. уплашени. Јас сум само уплашен, ќе кажам подоцна зашто. Ја, баш добар баланс, фала ти, Кате, на тоа. Средношколците ги поддржавме затоа што побара да бидат сослушани, анкетирани, прашани за каков процес, како да иде процесот на настава и сметаме дека детскиот глас, детското учество треба да биде испочитувано, независно колку е тоа условно кажано спрема актуелната власт применливо или не. И застанавме со нив и на маршот пред МОН и така натаму и ќе ги поддржуваме секогаш кога ќе го кренат гласот, без разлика колку се допаѓа тоа на групата онлайн или на групата за физичко присуство, секој граѓанин треба да биде слушнат и да го каже своето мислење, се во намера да имаме функционален образовен систем. Да, може ли да кажам зашто сум јас уплашен? Денеска министерката за образование Мила Царовска во Тетово имаше пресконференција. Тетово е град каде што ниедно училиште не доби зелено светло да може да се одржува таа настава со физичко присуство. И таа најави дека дополнително ќе има проблеми, падови на системот. Што значи дека овие 3 дена што се задна тест периодот поминува, но проблемите не се решени. И во исто време таа направи нешто што е политички разбирливо, меѓутоа за мене неприфатливо, рече ги побара од новинарите од јавноста да не покажуваат со прст на одговорните, туку сите заедно да ја преземеме одговорноста. И сега јас овде отварам, еве, нема да зборуваме за образованието, за МОН, Министерството ќе зборуваме за Бирото за развој на образование. Сајтот, вебсајтот може и нашата режија да го прикаже ако сака.
се обидувам овде да дознам кој е одговорен во Бирото за развој на образование, се работи за институција која што според моите искуства сум соработувал во неколку наврати со нив, се работи за исклучително професионални луѓе, луѓе кои што не се партиски најчесто врзани, луѓе кои што го знаат образованието, луѓе кои што точно знаат 6 месеци најмалку дека ова ќе ни се случи, што ни се случува. И сега ние што правиме овде? Вие спомнавте на почетокот степенување на одговорноста, прифативте и вие одговорност дел тоа. Спрема ингеренциите кои може да ги има една граѓанска организација. А дури со 28 годишно постоење. Бевме дел од процесот. Фер сте, меѓутоа не сте во право. Не смеете вие да прифаќате одговорност за политичките структури. Не можам да не прифаќам затоа што нема да се чувствувам доволно, како да кажам, конструктивен партнер во решавање Обштествено на проблем. одговорен. Да, повеќе лично. Тоа е морален Мотивацијата е многу поголема. Некои тоа го немаат. Значи кога ќе емпатија, мотивација, кога ќе разберете колку дечиња се аут надвор од процесот и како ќе помине и колку родителите се спремни да помогнат и на кој начин, нормално ме мобилизира мене како граѓанин, верувам и Катерина, нешто да поттикнеме да направиме, да ги раздвижиме нештата. А секако одговорноста е кај МОН, тука и кај МТСП исто така. Значи има буџетски средства, може да се релоцираат, може да се размислува како да се помогне. Ја верувам дека има и IT компании кои исто така ќе ни помогнат, ама не може да обезбедат 40.000 функционални компјутери или лаптопи. Значи тоа е многу клучно прашање ако сакаме со пандемијата и со резултатите кои веројатно ќе се очекуваат во зимскиот период, дека сите ќе се префрлиме на далечинско учење, односно учење далечина. И тие кои сакаат да одат физичко, ќе бидат принудени да работат од дома. Ајде се околу одговорноста, мене ова ми е круцијално прашање. Значи, моралната одговорност ви ја разбирам. Учествувате во процесот со децата 30 години, логично е да имате. Не сакам јас да имам, јас зборувам во сопствено име, јас не сакам да имам одговорност, не сум доволно морален, не сакам да имам одговорност за нешто што државата е должна да ми го обезбеди. Јас во држава плаќам даноци, сум чесен граѓанин и така натаму. И така, мене државата ако не може да чесен ако не си морален, се кажеш неа морал. Да не влегуваме во нијанси. Сакам да кажам, државата бара од нас. Сето тоа што го бара и ние го исполнуваме. Од даноци и од ова, од она, се како што треба. Државата треба да испорача. Образованието на децата, јас верувам дека влегува во најосновните, најнеопходните работи што државата мора да ги обезбеди. Тоа не е луксус. Тоа не е прашање, не мораш да го пратиш на Јейл, каде што чини $100,000 годишно. Меѓутоа, мојот син мора да научи да пишува и да чита. Тоа е основно, тоа мора да ми го обезбедат. Воедно се согласувам многу. Сите ние го полниме буџетот на Македонија. Зошто ви треба да плаќаме? И нас ни треба добар менаџер кој соодветно потребите на целната група на граѓаните ќе го менаџира буџетот во полза на граѓаните. И за потребите на граѓаните. И за потребите на граѓаните. Тука се согласувам. Значи бара имаме влада, доби мандат, нека го менаџира буџетот согласно потребите на граѓаните. Во меѓувреме успеав на сајтот на Бирото за развој на образование, според мене централна институција која што требаше да ја добие секоја поддршка логистичка, финансиска од владата, го најдов местото каде што се наведени вработените. Наистина институционално не можеме да посочиме одговорност и еве ги сега директор на Бирото за развој на образование Зекирај Хасипи, доктор Мирван Джемаили, заменик директор, самостоен референт за база на податоци Зумбул Тахир. Ке запрам овде да не излезе дека е некаква, тоа е списокот, нема никаква намера нели да етнички да правиме поделби, меѓутоа мораме да видиме кои се луѓето кои што дозволија и немаат совест да още случува утре. Збориме за утре. квалитетно образование, функционално, или збориме за евентуални партиски вработувања или евентуално луѓе кои не се доволно стручни, а работат, извршуваат одредени задачи. Институционално зборуваме одговорноста каде. Овие луѓе што сега ги прочитавме директорот, заменик директорот, на пример, јас не сум ги сретнал во јавност дека расправаат на оваа тема. Независно од листата, зборам начинот на функционирање на власта. Значи, власта треба да биде сервис на граѓаните и во функција на граѓаните. И тука треба да расчистат сите политички партии кои се занимаваат со убедување на потенцијалните гласачи, дека они работат во интерес на сите граѓани. Се додека имаме обесправени, маргинализирани, ранливи категории лица, посебно деца, јас не сум убеден дека работат во најдобар интерес на граѓаните, така да имаат
можност на поправен испит. До сега, вака како стартуваат, се соучесници во таа образовна социјална дискриминација која напоменав и ќе ја споменам ако треба уште неколку пати. Да, затоа рековме ние не е целта овде да ги критикуваме Министерката за образование, за социјална политика, поентата е како да им помогнеме на луѓето. Она што мене постојано ќе речам, искрено ме плаши. Ако твојата емисија не биде успешна, сите ќе бидеме одговорни? Јас сигурно ќе бидам. Логично, Нашата емисија секогаш Не, биде не, една за се. не, само да ви кажам, значи имаш степенување, камерманот, снимателот ќе биде одговорен, главниот уредник ќе биде одговорен. На кое ниво ќе биде одговорност ако емисијата не успее? камерманот ни е лош. Змијана, се покажа дека политичката одговорност у Македонија за жал е имагинарна категорија. Се додека нема одговорност и нема за тоа никој да одговара, ќе има ваков систем на недоволен, функционален, образовен, социјален, неправеден би рекол. Добро, може ли едно логично прашање што произлегува од вашиот разговор? Значи, велите владата ја има одговорност и така натаму. Владата не може да не знае, не зборам владата како систем, тие луѓе таму се сепак и образовани и подготвени, секако не се дојдени на функција туку така, не можат да не знаат колкава е тежината на овој проблем. Чисто логично размислување, една влада би требало прво да се фокусира на најважниот проблем, а тоа е својата млада генерација. Не може да не знаат. Не може да речат, па добро, ќе се снајдеме. Да го остава тоа господинот Змјанас, нека се снајде господинот Попова. Премногу е важно. Здравието, образованието се круцијални. Не може да речат туку така. Не е тоа некоја, она како се вика, нуклеарна агенција што имаме. Па постои или не постои. Па тука трите алки ако попушти здравје, социјалниот пакет и образовниот, Ние немаме држава, немаме ништо. дефект во системот и ќе имаме пропуштени генерации на деца кои нема да бидат граѓани кои ќе може да помогнат понатаму во нејзиниот опстанок, односно во нејзиниот развој. Значи ти имаш ако имаме ние граѓани кои се неписмени, значи кои не може да завршат основно образование заради тоа што морат да обезбедуваат екзистенцијални средства, да заработуваат да го дополнат домашниот буџет, а при тоа социјалниот пакет е минимален и не е доволно оснажнувачки да може тие семејства да се доедуцираат за пазарот на трудот. Имате вие генерации кои се научени, условно кажано, на тој начин да обстојуваат, а државата тоа го поддржува и е соучесник. Без образование нема решавање на Државата е социјални соучесник, проблеми. велите. Да, соучесник е. Едно дете на улица, едно дете помалку на улица е многу добро мото да може да размислуваат и двете министерки околу решавањето на неписменост, злоупотреба на детски труд, сиромаштија и необразованост. Толку. Нека најдат решение, а ние повторно ќе бидеме дел од процесот на партнерство, значи не одбегнуваме партнерство, но ингеренциите не можеме да ги превземеме, ниту степенот на одговорност ќе падне на наш товар. Баш напротив, може само да ги потикнеме и да ги мотивираме да бидат уште пофункционални. Затоа велам, господи Попова, вие постојано нудите некакви решенија, но ние први мора да го лоцираме проблемот во детали. Да, Значи, нудењето да. решенија произлегува од проблемот. Да. А јас имам чувство дека кај нас проблемот некако Не, проблемот вибрира. го знаеме, сите го знаат, само работата е што полесно е да го зацкријам проблемот Имено. и да не го адресирам така како што треба, затоа што тогаш достигнуваме до ситуацијата кој е одговорен за тоа. Колку е мојот удел и мојата одговорност во тоа. И еве вака ќе ви кажам многу пластично. Ако ги наблюдуваме сите последно време изјави на оваа нова влада, и направиме анализа, секоја една изјава делува дека е посебна, ама системски влијае на се што подразбира проблем. А тоа е како да обезбедиме пазарна економија, како да обезбедиме компаниите, бизнисот да може да функционира, да работи, при тоа да креира кадри кои ќе може да ги ангажира и да ги вработува, и воедно на сите тие кадри да им даде соодветно образование. И ние кој ќе ги прекинеме алките со изјави, снајдете си се, вратете си се на работа, ете јас правев вака или така. По партиски клуч приватна фирма мора да вработува, не ми интересираат компетенции. или по етнички клуч, што е уште посмешно. Или по етнички, да, тоа го заборави всушност. Да, по етнички клуч во приватна фирма, и тоа се официјални изјави на владини представници, вие ги сецкате сите можни линкови за да може во идни да обезбедите нешто што значи пазарна економија, здраво општество, во кое ќе има фер пристап за сите чинители. И тогаш, мојот 14 годишен син доаѓа и ви вели, јас
ќе заминам за 4 години Со да првиот студирам авион. во Канада. Добро. И јас немам аргументи што да му одговорам, затоа што немам аргументи како да му објаснам дека тука всушност има одлични услови, прекрасна можност, прекрасна земја и природа и топли луѓе каде што може да го гради својата иднина и Пред да се семејство. вратиме на практичните проблеми на наставата од утре, сакам да ве прашам, знаете ли кој е Арафат Шабани? Не знаете. Тој е Не. заменик министер за Ја сега образование го прочитав. и наука, да знаете. Значи, човек кој што би требало заедно со Мисеката Царовска да биде главниот човек во целата оваа, да не кажам кармакаша, ама добро. Само секунда, ако имаме доволно време во однос на бирото. Да, бирото е тоа местото каде што ги креираат програмите. Јас како еден од луѓето кои работат буквално на промоција на идните професии или професиите кои ќе му требаат на бизнисот во иднина, бидејќи да бидеме реални, многу професии кои сега ги имаме во моментот ќе исчезнат за многу кратко време. Ковидот веќе направи исчекори, ги создаде тие дискрапанци. Со самото префрлање на онлайн работењето, многу професии веќе станаа дигитализирани и нема да ни требаат истите професии како што сега во моментот ги користиме. И наместо ние заедно, бизнисот, потребите на бизнисот и образовните системи, односно бирото, да седнат и да работат заедно на креирање на такви програми кои ќе ги обучат идните кадри и деца во таа насока, да им дадат таков начин на образование кој ќе биде корисно и потребливо, ние си стоиме на идејата само од 180 дена програма да ја исецкаме на 100. И тоа да им го сервираме на наставниците, и потоа наставниците се колатералната штета затоа што не испорачале. Не функционира тоа така. Да, тоа не е начинот на кој што треба да работи системот. И при тоа системот. во таа смалена програма да го исклучиме еден Петре Мандреевски, што е посебен проблем. Ајде, треба да одиме сега на кратка пауза за реклами, пошто се враќаме во студиото каде што разговараме за утрешниот долго очекуван ден кога учениците во Македонија тргнуваат на училиште или пак ќе останат дома со онлайн настава. Во очи утрешниот историски ден за македонското образование, гости во студиото на Заспија ако може се Катерина Златановска Попова, советник за развој на кариера и тренер и основачот и директорот на детската амбасада, првата детска амбасада Милјаши Драги Змијанац. Се потсетувам дека уште во текот на јуни неколку луѓе во државата ми се чини и Милјаши апелираше да не се губи време. Брзо ќе дојде 1 септември, тогаш нели номинално, сега веќе 1 октомври дојде, да се преземат мерки. Зошто властите, без разлика кој е министер, предходно Арбер Адеми, сега Мила Царовска, рековме, има тамо цели структури во министерствата кои што работат нови планови, Бирото за развој на образование го споменавме. Зошто никој, без разлика што имаше избори во јули, зошто никој не седна или со вас или внатрешно да рече луѓе немаме време за губење, дајте да почнеме веднаш, да почнеме вчера што се вели. А како функционира државата и власта се гледа спрема приоритетите, колку е приоритет образованието, колку е здравјето и колку е социјалата. Ние имавме со МОН, со Министерството за образование, со Бирото за развој на образованието и со просветните инспектори тренинг на отворено, се охрабривме за прв пат да на растојание да разговараме и да им посочиме дека има потреба да се мобилизираат. И излеговме во пресред да им бидеме партнери да ја направиме таа анкета која ја споменувам и има доволно време навистина да се подготват. Но дали структурата која е поставена во државните институции, степенувањето на делегирање на надлежности или одговорност, дали чека да им заврши мандатот па да ја превземе жешкото столче следниот министер, не знам што, не беа функционални во интерес на граѓаните и така ни се пролонгира и стартот на учебната година. Но, не и се. Независно што се случува, наш став е дека дали ќе се учи од дома или од училиште, а образование мора да му биде достапно на секое дете, да не биде ниту едно дете исклучено, но не станува збор само да биде вклучено во образование, туку да има квалитетно образование и квалитетна компјутерска опрема. Ако не се исполнат овие услови, ние не можеме да очекуваме дека ќе имаме образовани деца. На еднакво ниво сите. Да, тука морам да спомнам, нема да употребам етнички квалификации, ќе спомнам за неколку населби во Македонија. Општина Шуторизари, Бајро, Средорек,
Турско мало во Струмици, така натаму, знаете за што зборувам, повторно кричам, избегнувам етнички етикети, меѓутоа факт е дека дел од македонските деца ќе бидат подискриминирани и од најдискриминираните, ако можам вака пластично да го објаснам мој проблем, кој што не зависи од ова што се случува со националната платформа, нешто сосема друго, а сепак исто да речем. Не сакаме да бидеме соучесници во тоа и затоа ќе направиме напори и правиме напори. И затоа имаме и мандат и легитимитет не само по статут или по тоа што сме детска амбасада и што функционираме 28 години, мора постојано да се биде и да се пулсира со потребите на децата и родителите и ќе бидеме дел, повторно ќе кажам, од решавањето на процес. Ние веќе се обративме писмено за донација за компјутери. Се надевам дека државата кога ќе свати дека нашата символична донација а и во функција на тоа да се расходуваат компјутери кои ќе ги задоволат минимум перформансите, може би ќе истапи со символичен ваучер каде што ќе може детето да го сервисира, односно неговиот родител, тој лаптоп за да може да се реинсталира и да се очисти физички за да биде во функција, ќе ги потикнеме да се направи релокација на буџетите да се купат тие фамозни 40 неопходно потребни 40.000 компјутери. Да. За семејствата и за децата. Да, Ќе за кажам, семејствата и за повторно децата. го имаме и другиот дел од образовниот процес, а тоа се училиштата, наставниците. Таму исто така имаме силна потреба за поддршка, затоа што дел се и од нив и родители, дел се во образовен процес како наставници. Училиштата дали се подготвени, многу е важно да се мобилизираме сите заедно, но воедно да државата биде таа која ќе не стави под една капа или ќе ја креира насоката и политиката во која што ќе се движиме. Да не биде тоа ад хок, па кој ќе се најде, па емпатичен. Мислам дека е веќе доцна за тоа, веќе ад хок. Златановска Попова, вие сте советник за развој на кариера и тренер. Сакам од вас една порака до 25.000 наставници, наставен кадар во државата, кои што заедно со лекарите, медицинските сестри, медицинскиот персонал, полицајците, војници така натаму се столбови на оваа држава и особено ова тешка ситуација со ковидот. Сакам една порака од вас за нивните кариери. Јас за жал очекувам дека огромен дел од нивните грешки што ќе се случуваат за време на наставата на таа онлайн платформа да излегуваат на социјалните мрежи. Луѓето не се научени да предаваат пред камера, луѓето немаат однос кон камера. Не се како мене и Драган да не плюкаат социјалните мрежи, а ние немаме проблем никаков емотивен со таа работа. Како тие луѓе ќе се снајдат, како треба да се однесуваат, да не влие на нив ништо, да ги интересира само како да ги обучат децата за да бидат подобро образовани, да се подготват за животот практично. Да. Супер прашање. Навистина е сериозен проблем и емоционално, но и професионално би рекла. Јас можам само да кажам дека ова е период каде што сите ние мора да се прилагодиме и да се менуваме. Клучно е, а и знам дека во одредени училишта помладите наставници им даваат поддршка на повозрастните, на помалку вичните колеги во однос на користењето на технологијата. Дополнително би рекла дека е многу потребно да се направи обука на тие наставници во однос на растење на емоционалната интелигенција. Не велам дека не ја имаат, но потребно е постојано да се учи и да се напредува и да се развива начинот на кој што ги восприемам работите што ми се случуваат и во кои што се наоѓам. Јас, меѓу другото, работам и на една методологија која е фокусирана на развој на релациите и справување со конфликт. И тој момент, како јас да се справам со конфликтот во себе, е многу важен и многу клучен. Стручните служби на училиштата може да играат важна улога, да им ја дадат потребната поддршка. Релацијата што наставниците ќе се обидат да ја направат со своите ученици, повторно може да игра голема улога. Значи да воспостават најдобра можна комуникација, каква и да е таа.
Јас имав еден прекрасен пример на наставник по физичко уште во минатиот онлайн систем, кога на Zoom одржуваше 30 на минути час по физичко, кој не беше неговиот регуларен час по физичко, но значеше раздвижување на одредени мускули, значи начин како да седиш, како да се раздвижиш, значи воспоставуваше постојана комуникација со своите ученици, со своите деца. Дополнително, сакам да нагласам дека конкретно ние како кариерни советници, токму сега ќе започнеме од утре да работиме со нашите колеги кариерни советници во стручните училишта, бидејќи во дел од стручните училишта во град Скопје има кариерни центри кои се наменети за потребите на децата. И со поддршка на град Скопје ќе работиме на проект во кој што тие кариерни центри ќе ги трансформираме на онлайн. Значи, практично тоа што било предходно во рамките на училиштето, сега да им го дадеме како поддршка на наставниците и обука. Дополна на тоа што треба да се случува. Така. Немаме многу време. За крај, едно прашање за вас. Утре 260.000 основци и средношколци започнуваат да одат или да следат настава преку онлайн програмата. Во Кичево веќе има најава дека има бојкот. Работите со родители, се разбира, покрај децата, порака до нив како да се справат утре со предизвикот. Значи, утре почнуваат проблемите и утре ќе има работа многу и за психолози, и за педагози, и за стручните служби, и на родителите да им се помогне, и на децата, независно дали ќе учат од далечина или ќе бидат дома, и на наставниците кои ќе се соочат со практична примена на ова платформа. Стручните служби мислам дека ќе им бидат потребни за сите нас, бидејќи ова е време во кое ние имаме потреба за да поразговараме, некој да не слушне, затоа што и ние како родители имаме тешкоти како да се справиме со истите, посебно ако дојдат периоди на изолација, па тука имаме последици долгогодишно седење дома, и психолошки, и физички, и така натаму, ќе има доста работа за стручните служби. Мислам дека би ги замолил, апелирал до нив да бидат во комуникација со децата, со родителите и со наставниците и да им помогнат. Така, Драган, овој совет и за тебе. Утре ти за Бајлек имаш сериозен проблем. Јас ќе имам сериозен проблем, меѓутоа сакам да кажам нешто друго. Од унијата на средношколци известуваат дека според нив не 40, туку 90.000 деца нема да започнат учебната година бидејќи немаат лаптопи и компјутери. Тоа е веќе драстично зголемување на бројката и интересно Бленди Ходај, тој е оној лидер на средношколците кој што сега се прослави во последно време, вели дека ќе има радикализација од страна на учениците. Би те коригирал само на зборот прослави. Значи, треба некој да го земе лидерството и одговорноста и среќа што има такви млади активисти кои сакаат да го разбранат општеството со така. одредени предлози, дури и бројката, па нека се радикализираат. Кога општеството осуствува во неговот степен на функционално образование и одговорност, ќе се радикализираат граѓаните. Тоа е сосема очекувано. Сигурно не е поттикнато од некого, туку е тоа потреба на средношколците. Практично тоа е реакција. Па да. Да. Средношколците, јас и порано сигнализирав, можат да понудат многу интересни, креативни, нови решенија. Особено што тие треба да го наследат нашата улога и нашето место. И апропо на прашање што ми го постави Драган, како ќе се справат наставниците кога ќе ги тролаат. Кога децата ќе бидат вклучени во процесот, кога децата ќе учествуваат активно и ќе ги споделуваат своите идеи, ќе ги споделуваат своите замисли, ќе ги споделуваат своите начини, тогаш нема да имаат потреба никого да тролаат децата. Затоа што децата ќе бидат дел, ќе чувствуваат својина и напротив ќе дадат потребната поддршка на своите наставници, наместо да бидат непријатели во оваа ситуација. Мора некој да биде коректор. Значи, ако не биде граѓански сектор коректор, ќе бидат средношколците коректор. Ако не бидат средношколците, ќе седи некој друго неформално движење или иницијатива. Некој вакуум простор коректор мора да има. Државата треба да биде цело време ставена на испит и треба да полага испит и треба да знае дека има незадоволни граѓани. Кога има незадоволни граѓани, ќе има и вакви реакции.
Катерина Златановска Попова, советник за развој на кариера и тренер, и Драги Змијанац, основач и директор на првата детска амбасада Милјаш, ви благодариме вечерва што бевте у Заспи ако можеш. Се надам дека го подготвивме теренот за родителите, меѓу кои што и Драган, за стресот што ќе го доживеат утре. Животот тече понатаму и за крај на оваа емисија Сакаше порака да упатам? Издржете. држите најкратко и најасно, да. За крај на оваа емисија само уште една информација која што е драматична. За 10 години бројот на ученици во основното образование во Македонија се намалил за 30.000, од 218 на 188.000, а во средното образование за фантастични 22.000, тоа што овде процентот е страшно поголем од 94.000 на 72.000 луѓе, што е посебен проблем и што овој проблем за кој што зборуваме, што ќе започне официјално утре, само ќе го влоши овој тренд. Ви благодарам уште што бевте гости на Заспи ако можеш. Почитувани гледачи, и вам ви благодариме што бевте со нас во оваа необичаена емисија со Драган носиме маски, но тоа се протоколите, мора да ги почитуваме во интерес на јавното здравје. Благодарам уште еднаш и довидување до утре во истото време. Пријатна вечер. Пријатно.